Обележувањето на пешачките премини се спроведува со цел поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Хоризонталната сигнализација во градов и приградските населби годинава ќе се обележува со 2 милиони денари средства одвоени од буџетот на општина Куманово. При редовното обележување на пешачките премини приоритетни секогаш се улиците во близина на училиштата и градинките. Обележувањето на хоризонталната сигнализација е во надлежност на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Ние имаме делегирана надлежност и по програма на општина Куманово, и ја работиме и сме задолжени за хоризонтална сигнализација. За таа цел и намена имавме определено минатата година 2 милиони денари во програма. Потоа имаше ребаланс со оглед на големиот опфат на пешачките премини и сите останати елементи кои се под нас. Имавме ребаланс плюс дополнителни 1.500.000. Ова година имаме повторно определено 2 милиони денари. Значи, самата хоризонтална сигнализација опфаќа фарбање на пешачките премини, на шрафираните острва, исцртување на полни испрекинати коловозни ленти, означување на автобуски постројки и ги опфаќа и централното градско продрачје и приградските населби и сите оние пешачки премини околу училиштата во цело Куманово, како и предверските објекти. Овој тренд ќе продолжи. Значи, ние имаме специјализирана екипа за таа работа, која се обучува, имаме и специјализирана машина. Според сите параметри станува збор за одлично одбележување. Тука наидуваме на известен проблем со фарбата, односно бојата која набавуваме. Минатата година, по тендерска постапка, набавиме солидна боја, меѓутоа самата има многу мал век и изгледува. Оваа година сме во план и веќе сме во постапка на еден посебен тип на одбележување, ќе видиме дали ќе го спроведеме, на принцип на пластика. За таа работа ќе обучуваме екипата и ќе продолжиме да одбележуваме поквалитетно, како би можеле да го заштитиме населението, а и самиот сообраќај.